Насмей се. Бега. Šta je? Шош? Кај беше бе? Ај кажи кај беше? Каде? Значи те чекав. И искрено ти кажувам и џабе доаѓаш сега. Кога те чекав кај беше? Што бе? Стани, лако. Прво си ме молио да доđem, а сад као џабе, не пушташ мој студио. Чему си ради? Не е за емисијата. Кај беше за 8 марта, ја кажи. Значи ти убив од чекање за 8 марта, ти не дојде. Šta mislim, 8. mart je dan žene, što si ti mene čekao za 8. mart? Ja sam za 8. mart bio sa svojom ženom. Какви жена, какви бакричи човече? За 8 март те убив од чекање за концерт. И наместо да ко господин да ја носам на концерт, ја морав поклон да ја купувам за 8 март. Жене, не мога баш сваки година да не досадим. Мора се прескочи. И знаеш што се деси? Šta? Преди тебе морав машинка за сарми мотање да ја купам. Знаš šta? Ti da budeš srećan što uopšte imaš devojku. И она така ми вика. Ajde, И она исто ми вика. nema da plačeš. Исто Nema se скроз. sad lepo nasmije. Скроз. Вечерашен гостин Иван Босилчик. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, сум Жарко Димитриевски. Нова еден аплауз за Пеперминт. Голем аплауз за Пеперминт. Жарко! Аплауз! И за Пеперминт. За Жарко Димитриевски. Хвала, уште одима, вау! И ти аплаудираш? Прекрасно. Маријан. Одлично. Маријан не мора да. Општо познато е дека за Маријан не мора да се аплаудира. Ајде еден мини аплауз за Маријан. Мини. Не, мал. Да гали едно. Одлично. Фала. Ето така. Немаме многу време, бидејќи имаме супер гости. Имаме едно изненадување, поточно две изненадувања и она што не е изненадување, тоа е дека Иван Босилчич ни е тука, ете го во гардероба, така да сите да викнеме Иван Мајсторе на 3-4 да не чуе. 3-4 Иван Мајсторе. Ова никогаш не сме го правеле. Мислам дека прв и последен пат го правиме. Нема да има набарање на гледачите ова никогаш. Одиме со светски вести и ова е вистина. Маж и жена во Афганистан си го крстиле бебето Доналд Трамп. Искрено не знам зашто го крстиле детето така, ама се едно екипата од еден на еден испраќа искрени честитки на мажот и жената од Афганистан. Доле пишува на афганистански нешто во моментов. И таму и тук. Да, и така. Замисли некој бебе во Монголија да го крста Зоран Заев, пример. Зошто некој дете во Монголија да го крста Па, Зоран Заев? пример, дека постојано гризе некои луѓе. Мислам, Бебе? гризе живи луѓе. Да. Живи луѓе гризе? Да. А некој Пример. прво оделенче во Камерун, да речеме, да го викаат Ѓорѓе Иванов, као прекар. Ѓорѓе Иванов, зошто? Хорхе да му викаат. Хорхито! Хорхито Борито. Нешто. А зошто, пример, Иванов? Па, него би го викале Ѓорѓе зашто никогаш не научило да се подпишува. Да речеме. Или во Кина некој бебе Сашо Ордановски да го викаат. Сашо Ордановски знам тоа зошто. Зошто? Па, затоа што нема емисија кај што не е појавен. Кај што Така го е. нема постојано. Така е. Иако не знам зашто некој кинеско бебе би било во сите можни емисии. Па, Не е битно. А во Малезија да се роди дете што ќе го викаат Наум Петрески? знам дека цело влакнесто, така? Не, глупости срамно, зашто грло не надпеано било. Браво. Срамно. Не ми е јасно
македонските личности зашто не почнат да пишуваат книги. Значи Кои никој не личности? пишува автобиографии кај нас. Само Само тој. Џамбазов и Стојан Андов пишуваат книги. Кој издава речеме, книги? само Џамбазов и Стојан. Например, време е Драган Вучич конечно да го извади своето ремек дело Моите 5 минути. Исповедите на македонскиот Доналд Трамп. То во 5 дела сигурно ќе биде. Моите 5 минути и секоја минута е една книга. Една книга, да. Да. А зошто не напишеме јас и ти една онака? Јас и ти? Па да, заедничка. Заедничка книга. Да. Како ќе ја крстиме? Се гледаме на дното. Жари и Маријан. Ма с технологијава како што оди напред, што се нема да измислат, чекам само да дојде најголемиот изум на светот и векот. Тоа е далинско како во оној филмом Клик со Адам Сендлер, кај што да. далинско реален живот кај што можеш да паузираш, да моташ. Да можам да притиснам на мјут кога премногу зборуваш, онака да те прекинам. Так и готово. Супер. Мислам дека ќе е најдобро. Или плата кога ќе треба да давам и јас стоп да притиснам. Стоп. Бе, жаре, бе. Ама ајде, немој да се лутиш, бе, човече. Немој да се лутиш, ти одма апсолутење. Еве ти. Уште аплауз? Еден аплауз. Ај запри го. Гледај дека функционира. На побрзо. Го запирам. Еве ти аплауз. Само не знам зошто далинското во ваква најмоска кеса мора да е Зошто сите далинска да мора да се окесичка? Па да Тоа не е се правило? пишат буквите, баш. Не знам. Праша баба ми сигурно знае, пошто таа е таа што цело време не тера врати го во кеса. Да. Нема везе. Ама добро, ти не си единствениот човек што го имаш ова далинско, да го речеме, за реален живот. Да, ова е второ. Никола Кој го има? Груевски има првото, ама Одлично. неговото само на Христијан Мицковски функционира. А само на него? Само на него, да. Еве ги. Еве го овде всушност Груевски го има стиснато далинското и сите аплаудираат, само он не гледа. Чекај да видам дали ќе фати со моето. Не, ти Не, реков. не, за него само Груевски го има. Чекам на тебе дали фаќа. Што треба да правам, не знам. Да, но Маријан Гергиевски и Никола Груевски не се единствените македонци што имаат алатки многу пред времето, имено Али Ахмети и Амди Байрам исто така имаат супер развиени машинчиња. Али Ахмети има апликација, ама која сакаш тема на албански потреби ја врти. А, така, браво, Маријан. И Амди не кажавме, дека Амди всушност има измислено нов специјален лепак со кој што се лепиш до тој што е премиер во истиот момент кога тој стапува на власт. Он стапува на власт. Луѓе ни пишуваат на Facebook и не прашуваат, па добро луѓе, каде е Спасе? Верували или не, ова е вистината. Дојде живот и за Спасе. Спасе се вработи во Македонско радио и сега снима реклами. Зошто делувате како да не ви се верува дека Спасе е познат спикер? Да, снима реклами и еве ќе покажеме ексклузивно дел од рекламите што ги има снимено Спасе за македонските радио. Одиме реклама број 1. Дато сакате да се греете на дрва, иако Шилего ви вика не, нормално дека сакате кој е Шилего да ви каже што да правите во животот. Го имаме најдоброто дрво за грејење, златен дап. Стопли душата по-убаво од бившата девојка. Бори Параскево, ќе ме молиш да ти се вратам. Параскева. На ваква реклама никој нема да купи. Прекрасно. Добро, ова беше реклама за пиво, очигледно. Спаси исто така има снимено и уште реклами. Еве втора реклама која што ќе ја чуеме е за еден концерт. Значи ова е реклама на Спасе за музичкиот концерт на Милениумот. Еве. Човекот по кој сите тинејџерки влегол пред време пубертет. Човекот што сите мајки го сакат за домазет, а татковците и они го сакат за домазет. Човекот што знае да направи квалитетна песна, ќе ви развесели срцето поише од Параскева, што можеш да... Параскево, што ми направи? Не пропуштете концерт на единствениот Јован Јованов 15 април 2004. Како го 2004?
Стара реклама сте ми дали, бе. Како да не зборам, што не е у сценарiju, па кој снима? Спасе дефинитивно има убава нова кариера, очигледно, како спикер, аудио спикер, и така да сите што прашувате каде е Спасе, ете го Спасе, таму е Спасе, тоа е тоа, нема што да продолжувам. Нема шанси да, а? Ало? Нема шанси, баш за тебе правиме муавет, пуштавме тука реклами, ова што ги снимаш, браво, снимаш, така, добро? Не, ме отпуштија, бе. Спасе, бе? Како те отпуштија? Чекај, што се случи? Што ќе правиш сега, бе, Спасе? Не знам, многу ми се допаѓаше работата. И чара, што ќе биде? Пак ќе ти барам шоње, бе, жаре, што друго. Добро, бе, Спасе, зошто би ти дал шолја искрено у моментот, зошто? Па ако не ми даеш шоља, ќе снимам реклама за 1 на 1. А не, во тој случај, Ѓоко, пакет шоли на домашна адреса за Спасе, пакет шоли, одиме, тоа е, добиваш Спасе, чао, 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 чао! Од 6 мај, дами и господа, почнуваат чартер летови за Анталија, таму секоја среда и сабота може да одите со Савана. Разгледате нивната огромна понуда за лето 2018 во Турција на savana.mk. 19 мај пак е датумот кога хотел Гогов го организира пехчево на точак. Сите велосипедисти, љубители на природата може да ни се придружат заедно да ја возиме офроуд патеката во должина од 30 км, супер нешто. Во пункт мебел се уште трае кукниот сајам, многу попусти, голема понуда на одлични парчиња мебел, а и вечерва бе во рацете на Fashion Ale Powered by Елена Лука. А сега најголемиот гурман меѓу политичарите, Мешевски, вице-премиерот. Слушај, некако ми делуваш така, како Преморен сум, ме гледаш така. на работен состанок си бил, очигледно. Цело време. Гледам по ова. Цело време по По изморен што си. Цело време. Цело Веќе време. преку глава ми е да Од ти што ти е кажам. пригова? Од јадење? Слушай, закон за јазици се решава у кафана. Аха. Закон за пушење или против пушење, секој како, нели? Кај го решивте? У кафана. Кафан. Снемало свињи за кафаниве, за навака, на така, за увоз од Србија да правиме. Уво со Србија на свињи. Па увоз. И кај го решивте да? И па кај може да го решим? Зашто влада? разговора? У влада? Го решивте у влада? Да, позади влада има едно кафанче. Океј, добро. Да. Да си земеш одмор тогаш, чим толку многу работиш. И план ми е да ти кажам, така планирам. Треба да си спојам малце. Супер, 1 мај ќе се спои вице-премиерот. Ќе си спојам. Од 1 мај до 8 септември. Ич на ден се секираш. Браво, Мешевски. Само храбро и реформски. Ич. Само храбро. Така се спојува. Сега имаме едно интересно изненадување. Значи, таа е една од првите актерки во Македонскиот народен театар која работела во Белград, зборува 8 јазици, патувала на секаде низ светот, пеела и играла на секаде низ светот. Денес се уште е активна и е дел од познатото шоу Никогаш не е доцна, која се емитува на Канал 5. Има 91 година, буквално изгледа 30 години помалку. Господја Добрила Чабрич! Како сте? Погледнете. Опа! Како сте, добра? Одлично. Тоа е добро. Тоа ме радува. Од Дојран доаѓате? Да, од Дојран. Така. Како стигнавте? Со моето ауто. Ве донесе некој или како? Не, јас возам. Од кога имате возачка? О, многу одамна. Од мојата 21 година. Кога беше тоа? Преди 16 години, така. 17. 17. Вау! Преди 70 години, Така. да. Прекрасно, прекрасно. Значи, возите повеќе од времето Аиртон Сена кога научил Не, да вози. Точно, кога Пример. се роди првиот Фиат. Вау, Фиат, мали Фиат. пезетката. Да. Одлично. Што ви беше прва кола? Па таја? Таа беше? Да. Прекрасно, прекрасно. Сега, вака, имаме многу за зборување за тоа да побрзаме. Сите ја бараат тајната на долгиот живот, нели?
еликсирот на младоста, а вие очигледно нешто имате најдено сега. Па, И гарант ве прашуваат, има ли тајна некоја или нема? да, нема тајна, нема тајна. Дојран е причината, каде што живеам 38 години, на чист воздух, после не држам некоја специјална диета, јадам се помалку, месо избегавам, осим да е риба. И најмногу ми допринесе преди 7 години доктор Бони, кој е доктор во Дојран. Он стана представник на еден руски препарат Тенториум. Добро. И тој Тенториум јас го конзумирам веќе 7 години и благодарение на тој Тенториум, на тие зрнца од мед, тоа се сибирски пчели кои прават мед само 2 месеца, 3. Пчелите И- на Путин. Да. Да. Мирисот, да. Тоа е меморија, енергија, виталност, ги обновуваат клетките. Браво. Така да преди 3 години, 4 играв монодрама во Македонскиот народен Браво. театар. И добив награда во Битола на фестивал. Одлично. Добро, кога сме кај глумењето, дел сте од првиот ансамбл на МНТ? Најпрвиот? Да, Тоа да. која година му доаѓа? 46-та. 46-та е. Сте биле заедно... Минатиот век. Заедно со Петре Прличко бевте Да, во да. Коштана? Да, Коштана Така? ја играв 200 пати. Петре Маша. Прличко, Илија Джувалековски, Тодор Николовски, Илија Милчин, Тодорка Кондева, Добрила Пуцкова. Како беа дружењата во тоа време? Прекрасно. Го? Во тоа време ние бевме сите како театар беше за нас црква, храм. Сега тоа нешто е сосема друго. Така е. Имавте некој симпатија? Например, Па не ја знам од дали глумциве. да кажам или да не кажам. Симпатија, добро, што сите имаме. Има симпатии колку сакате. Јас ги сакам луѓето. Пред се дружам со млади и затоа сум млада. Така е, се согласам, се согласам. Сте живееле Гевгелија, Скопје, Белград, Америка, Русија, Кипар, Париз. Сте гостувале, значи, по целиот свет со своји Лондон, концерти да, во Лондон, Минхен, Англија. Виена, Беч, Секоја чест. Зборувате 8 јазици. да. Во Значи, Италија 8 месеци бев во една компанија ревиста, играв во првиот дел артистка, една медицинска сестра, рускиња, додека не го научив јазикот. За 15 дена јас одлично зборував мојата улога во тако и така научих италијански, а во Одлично. вториот дел пеев. Одлично. Значи се на се тоа се браво. Италијански, српски, германски, руски, англиски, француски, грчки, а гевгелиски знаете? Уф, кам ке дом. Одлично. Добро, тоа е тоа. Сега, на сите овие патувања, пред кои се познати имиња сте настапувале вака лично? О, да, многу познати имиња. Во Париз пеев 4 месеци во најелитниот клуб Распутин, руски клуб. И тука доваѓа луѓе кои резервираа карти 1 месец унапред. Беше стварно нас 40 бевме извоѓачи, 3 оркестра и пеачи секако у фабрика како шишиња лента. Само во една вечер? Само за една вечер. Ау. И кога едно вечер гледам Брижит Бардо, Брижит Бардо? да, Алон Делон, Оу. после другата вечер Нана Мускури, Вики Мускурију, чувена грчка певачица. И едно вечер пред самиот така до мене масата стои Оназис и Марија Калас. Дакле ме Познатиот пати пар. трема, да и пеам јас на Марија Калас. Стварно, она беше за мене идол. Так. Плюс Оназис и Оназис, да кажеме. И ми се осуши грлото. Од трема? Од трема. Не само трема, него на масата беа на плин се грееше специјално јадење за нив. Аха. И тој плин суши го воздухот. Так. И ми го осуши грлото и јас вака реков, леле, што ќе правам сега? Како да го влажам грл, едино со сол.
и сол на масата. И доваѓам до нив, кажем, екскизе моа, борона пароли го лати. И овај оназе шекно се кога чу дека зборувам грчки. Аха. И ористе, ја узме мало солче и си го подмажа грлцето и кога почнав... Како Марија Калас. Како Браво. Како сте со новата технологија, Facebook, нешто имате? Не питајте. Не можам да спием од Facebook. Да? Да. Многу пораки, многу желби за дружење, многу понуди за секакви работи, многу пријатели, многу љубов. А кога сме кај времето, никад не е касно, никогаш не е досна. Тоа е нели фактички шоуто од кое што сте дел, кое што е многу актуелно на Канал 5 сега и за кое што ви пишуваат нели сите овие фанови. Во моментот што се случува фактички до каде сме стигнати? Да. Сега во следниот понеделник имам снимање на 4-тиот круг. Добро, 4-ти круг. Колку далеку е тоа до... Тоа е уште еден круг крај. О, па веќе сме при крајот. При крај. Одлично. Имате Веќе сме некоја при крај. тактика за да победите? Не имам тактика, него изгледа дека сум најдобра. Апсолутно. Господја Добрила, како најдобра чајчиња, за да не мора сол да пиете, него чајчиња, витаминка еве тука има свет на вкусови. Фала, и да видиме што можеме да дадеме. Може да дадеме и вредносен ваучер од доктор Анчевски. Баш тоа да не. Фала. Господја Добрила Чабрич. Фала многу. Фала многу. А и вие одете на Facebook, каде што може да си добиете вредносен ваучер од доктор Анчевски. Одете на facebook.com/111 сега. Иван Босичич! Ja ne znam kako njega jada toga čovječa, koga je to, Не ве видов. Што не кажете дека дојдовте? Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Verweisungsgesicht, што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е... Тупаница! Е, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакам. Good nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сакаш да ги запознаеш животните во шумата, саваната, океанот или пак фармата? Може би те интересира како изгледале средновековните замоци, бродовите на пиратите и фасцинантните диносауруси. Се во ова и многу повеќе ќе најдеш во едицијата енциклопедии на Просветно дело. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta.
simple truth we'll share. Everywhere you feel, everywhere you go, there'll be simple, pure act of perfect love. Everywhere you feel, everywhere you go, there'll be simple, pure act. 40 години Stovi Flips. Насекаде. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. La Grande Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патувај проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Многу жени во публика. Иван! Аплодира зашто знаат кој е следен. Ке помислам за мене дека е. Не. Да, аплодираат силно бидејќи знаат дека доаѓа човекот кој има концерт на 27, 28 во Скопје и 29 во Струмица. Доаѓа со представата Пар стихова за нас. Нема да трошам зборови и време во најави, само ќе кажам дека тука е и особена чест ми е што е тука Иван Босичич! Иван Босичич! Те љубат. Те љубат. Хвала Богу. Секаде е така кога одиш? Има нешто посебно овде. Да? Да. Сите така викате.
Ja tako mislim. Добро е тоа. Која не си прв пат тука нормално доаѓаш во Македонија, имаш ли некој као ритуали онака што прво правиш кога ќе дојдеш? Кому се јавуваш прво? Да речеш дојдов. 3 osobe su u pitanju. Dobro. Prvi Darko Dimitrov. Dobro. Mi smo veliki prijatelji i saradnici. Ukoliko on nije tu, javim se Kaliopi. Dobro. Moja Jelena i ja se uvijek javimo Kaliopi da se vidimo. Ili je naš domaćin Елена Ристевска. Аха, значи така идеш по елиминација. Дарко, не сум дома. Калиопи, не сум дома. И Елена. Така ти е. Nikad nisu rekli ne sam doma. Не? Uvijek su rekli dobrodošao. Може да ме ставиш да бидам после Калиопи? Jel hoćeš stvarno? Da. To je velika odgovornost. Ja sam često u Skoplju. Ке го поднесам. Često sam u Skoplju. Ке частам кафани ако треба. Сега, ти си љубител на уметност, нели тоа сите го знаеме, ама дали често си во Скопје и често гледаш представи театарски или не? Da ti kažem, nisam imao priliku do sada. Znam repertoar Nacionalnog teatra i znam repertoar Makedonske opere i baleta. Така е. Danas sam bio na probi Nabuka. Dobro. Da ti kažem, u znak izvinjenja što neću biti tu na premijeri jer ću biti u Rusiji, ali nadoknadit ću to, ali neko koga neprestano pratim je Nikola Ristanovski. Ама во Белград. Da, to sam imao priliku i svaki put mogu da ga iznova gledam. To je pravi ambasador Makedonije u regionu. Одличен. Ја наполни универзална сала. Ја наполни неколку пати. Во што ќе се разликува овој концерт од претходните? Pa on će da bude u mobu. Вау. Pošto je univerzalna zatvorena. Да, точно. Da li znaš da je 2 dana nakon što sam tog 8. marta 2015. godine imao koncert da se ta zatvorila? Значи... Slobodno možete da me optužite da sam srušio univerzalnu dvoranu. После тебе потоп. Така и со девојките било вика. Da. Имаш Ovaj koncert će biti, ovo je zapravo, znaš kada me pitaju da li je to koncert ili muzičko-poetsko veče ili muzička predstava, ono što mogu da garantujem ovo je jedna glumačka ispovest. Dobro. I ono novo što imam da ispovedim u odnosu na pre 5 godina su neke tačke o roditeljstvu, o jednoj zrelijoj ljubavi, o nekim ruskim ciganima koje sam upoznao na svom putu na istok i jedva čekam da o tome pričam sa publikom. Значи, ја отвараш душата на некој начин. Pa da. Браво, добро, кул. Kroz stihove velikih pesnika i pesme koje svi vrlo, vrlo dobro znamo. Samo ih ovog puta pevamo na drugi način. Na svoj način. Има нешто македонско? Ima, kako ne. Да? Што ќе видиш? Da, bit će Gypsy Song. Dobro. U jednoj izvedbi u kombinaciji sa Jesenjinom, koji mnogo dobro zvuči. Mnogo volim i smatram da je zadatak svakog ko se bavi muzikom, bilo amaterski, bilo profesionalno, da peva pesme Tošeta Projeskog, jer je to jedini način da se Tošeta i najbolji način da se Tošeta sećamo. Se slagam sa tebe, aplauz Ako. Se slagam maksimalno. Takav pevač i takav karakter se neće još dugo pojaviti i zato bi bar trebalo da ga se sećamo u svojoj punoći. Volim da pevam Tajno moja, to sam uradio oba prošla puta. I ovog puta ću da govorim stihove na makedonskom. Ajde, Da. Od koji autor? Sreo sam Ante Popovski. Ante Popovski. Sreo sam prošli put njegovu porodicu i dobio sam originalno izdanje njegove poezije i naučio sam neke stihove. Sa zadovoljstvom ću ih govoriti pred skopskom publikom. Odlično. Оригинално издање ти дадоа? Пошто кружат доста копии. Се утепуваме од читање поезија тука. Ovo se ne odnosi na tebe, ali tebi ću reći. Kaži. Ti konačno me bakna. I kako joj doždavi se kavici. I kako joj vetrišta me okova za sebe si. I to što već je među nas se sluči, to ni Gospod Bog ne može da go spreči. A? Ante Popovski. Елена, ја ништо не направив. Ја ништо не направив, самиот почна. Ја нит сум упишал, нит ништо. Само да знаеш. Има ли некој
Се ова, знаеш, совет ми треба, машки совет. Има ли некој стих, ама да е онака 100% сигурен, знаеш дека ќе паднат жените кога го кажуваш? Има Некој што съм сад рекao, Ова е тоа? Идеално. Значи го Тоа што научувам. веќе меѓу нас се случи, тоа ни Господ Бог не може да го спречи. Немој пак те молам. Ја то Јелени говорим. Не. Чекай, тоа што веќе меѓу нас се случи. Така, да. Не сме Можеш таму. Тоа ти ја говорим Јелени сваки 7 дана. И паѓа, готово, Па, тоа е uvek. тоа. Прекрасно. Uvek испочетка. Сега, жени на концерти знаеме дека има многу, ама се случува ли машко тука таму да залута? Да. Да? Интересно ти е онака жени, оп, машко. Да ти кажем, да nije baš tako. Ima mnogo muškaraca. Koliko ima žena, toliko muškaraca. Znaš, muškarci neće da puste svoje žene na moj koncert same. Pametno. Ni ja ne bi. Бегај, што ти ја знам. Туку си оди девојка мина кај кола, па Иван ја запира тоа што меѓу нас се случи. Бегај таму. Slušaj, imao sam jedan nastup u Pančevu. Dobro. I ono što je zanimljivo, ljudi shvataju ozbiljnost ovog mog nastupa i dolaze onako lepo sređeni, tako obučeni kao ti. Dame su u divnim haljinama, minđuže, sve onako vrlo svečano. Samo je jednom prilikom u prvom redu vidio sam jednog momka u trenerci i patikama i nekoj sportskoj majici kako bojkotuje celu tu situaciju. To je od aerodrom do kod nas. Nije hteo, nije to bilo ovdje u Skoplju, to je bilo u Pančevu. Ma tamo došao. I onda je u jednom momentu se skupio, pa se onda nešto pokrivao, pa ga je bilo užasno sramota. I kada sam posle izašao da se porazgovaram s nekim ljudima koji su bili tu, on se progurao do mene i rekao, brate, izvini, molim te, nikad više u trenerci, nikad više, ovo je bilo divno. Ja sam shvatio da sam možda prevaspitao jednog čovjeka. Ne očekuval дека ќе si pomenio. Tako i mnogi koji dođu uvek. Ovo je priča iz muškog ugla, žele. Одлично. Да Така да знаеш. и мажи и вие да си ги земете девојките под рака. Каде се беше со конкретно пар стихова за нас? Значи со оваа, да ја речеме, представа, иако не е нормално тоа театарска представа или нешто слично, но каде се беше? Pre Skoplja sam bio u Banja Luci. Dobro. Možda najdalje što sam bio, išao sam na Island. Na Island? Na Island. Ladno Imao sam je? veliku turneju. Ne, to je vulkanska zemlja. Ima mnogo termalnih izvora. Bio sam u Kanadi, imao sam turneju, 9 koncerta. Ladno za je redom tamo? i tako da. Tamo je bilo hladno. Dobro. A znaš šta mi je glavni utisak? Što sam dalje bio, to sam više imao potrebu da se vidim sa našim ljudima ovdje. I zapravo cela ova sezona sam posvetio našim ljudima ovdje. I od septembra pa evo do avgusta ove godine bit ću po regionu. Ali iskreno, ne laskam sada. Ovu sezonu obeležit će Makedonija. Zašto? Zato što ćemo imati sad ove koncerte, pa sam, evo ekskluzivno da kažem, prošao selekciju Ohridskog leta. Nastupit ću u Ohridskom amfiteatru. Pre toga ću biti u Bitolju, Kevgeliji. Tako da, kada se sabere ovo koliko će biti u Makedoniji, to je sve po ovim drugim gradovima. Знаеш што, звони и на Елена Ристовска, ствари, ватре. Šta? Bravo. Супер, ќе те гледаме, ќе се дружиме. Hvala što imam za koga da nastupam. To sam hteo da kažem mojim Makedoncima. Инаку, пар стихова за нас, сите кои што не сте зеле карти, задолжително доколку се уште ги има во продажба, купите си, а одете и на facebook.com/1 таму ќе имаме и некои карти за пар стихова за нас, така да одете веднаш и ќе видите таму што се случува. Кога одлучи Иван да бидеш актер? Имаш некој во фамилија актер или како? Не, никога. Па зошто актер? Sasvim slučajno. Така? Ne znam ni sada zašto. Да не бегаш од математика, од физика, од такви работи? Ne, iz velike ljubavi prema poeziji. Dobro. Ja sam počeo da govorim poeziju, onda su me uzeli, stavili su me na takmičenje, tamo sam osvojio neke nagrade. Šubaš, a? Ništa mi to nije značilo. Onda su došli profesori sa akademije, uzeli su me iz 3. godine srednje škole, paralelno sam išao 4. godinu gimnazije i 1. godinu akademije. I negde na 3. sam se probudio kao što ću ja ovdje, ovo nisam uopšte hteo, ali tad je bilo kasno. Prošao voz. Ali sad kad se osvrnemo, kao glumac mogu da budem svašta. I pedagog, i muzičar, i pesnik, i glumac, i sve. Tako da, ovo je očigledno dobar izbor. Кај си цело време позициониран? Си некаде како глумец во театар цело време?
Pa ne, ja sam član Nacionalnog teatra u Beogradu. Dobro. A paralelno sam održavao svoju musical karijeru. Ono što publika van Beograda ne može da zna, ja sam od 2001. godine učestvovao u mnogim mjuziklima u Beogradu. Cigani lete u nebo, Chicago, Briljantin, Jadnici i tako dalje. Koji ti je najomiljen stih za pejenje? Ама stih. Ciganska muzika. Дай еден стих. Еден стих само. Да отпеем? Да, само стих еден. To je bila ljubav, to je sreća bila, a moram da je dam za jedan, samo jedan san. Cigani lete u nebo. Kaži. Samo jedna greška je bila u ovoj izvedbi. Što se nisam ukrenuo na tamo. Ne, nego sam opet nešto ovako. Ти на кај мене пееш често, ама ај. Dobro ti mene tumači. Ја нит му имам пишано, ни ништо, само да знаеш. Dobro ti mene tumači na pravi način. Види, ти кажа точно, Раѓани Орел е една од сериите по кои што те знаеме, како бе грех нjeне мајке, непобедливо срце, значи добро, окей. Ај водете емисијата вие, боже. Непобедливо срце, жаре. Има ли момент на знаеш, се тоа такви романтични, епски, нели во друга епоха некоја. Има ли момент кај што те зеза дека само во такви си, пример, или таква работа, да ти викаат, ајде, оди, јавај коњи. Мислиш на колеге? Да. Ne, kolege su me molile da ubacim i njih u seriju. Opa! Da. To je toliko bilo uspešno i toliko je bilo svima milo što to rade. A znaš šta, sad snimam Urgentni centar. Ne znam da li se prikazivala ovde ona prva sezona, one medicinske drame. To je tim od 4 najboljih drugara, doktora koji rade u hitnoj pomoći i njihove dogodovštine. To je mnogo savremeno. I mnogo opasno i mnogo brutalno. Što doktor si? Jedan opasan pedijatar. Pedijatar si? Одлично. Педијатар, да. Требаше да научиш нешто онака за... Много луд, да. Bilo je neviđeno zanimljivo to. Mi smo prisustvovali pravim operacijama slepog creva, pravim nekim intervencijama i onda smo rekli, dobro, sad dosta, hajde da glumimo malo. Velika to profesija, a mi svi malo znamo o tome, tako da mi je drago da sam deo tog projekta, da malo rasvetlimo ljudima, da nije baš sve tako crno-belo. Neke operacije traju po 8 sati. Nekada doktor ima po 30 pacijenata dnevno. Kako se oni nose... 24/7 se celo vreme na poziv. Kako se oni nose sa svojim greškama i svojim uspesima, to mi ne možemo ni da sanjamo. Eto, mi smo načeli, jedva čekamo od septembra da se to prikaže, nadam se ovdje. Така е, аплауз за докторите! За докторите! Овде дојде малтене директ од Санкт Петерсбург. Така, таму снимаш филм. Мислам, ти имаш и серии снимано. Тако е. Ама сега снимаш филм. Филмот се вика како? Илијана. Илијана. Илијана е филмов? Jedan thriller o krađi nekih umetničkih dela. Dobro, ti si kradec? U Rusiji. Ne, ja sam umetničko delo. Šalim se. Da, ja sam jedan iz te bande. Ali znam da si se iznenadio sad kad si rekao thriller, zato što kod nas se uglavnom snimaju ili melodrame ili gledamo turske serije. Nema thrilleri. Eventualno po neki film iz Drugog svjetskog rata, razumiješ, partizanski. To tržište je toliko veliko da mi je donelo osveženje da gore igram nešto što nikad ovde ne bi igrao. Čekaj, na ruski? Da, na ruskom. Dobro govorim. Od skala 1 do 10 si osmica? Da, trenutno osmica. Osmica idem na 9. 10 nikad neće biti. Za koliko vreme go nauči? Brzo? Ja od gimnazije govorim ruski. Nikad nisam prestajao. I to je najveći kapital koji sam imao. Ne računajući ovih milion na računu i ostalo. Ne. Ruski on. Šalim se. To mi je najveći kapital bio u ovom podvigu, u ovom pohodu na Rusiju. Čekaj se, mi ги фали, знаеш, рускава сцена. Знаеме доста за Холивуд. Примерете, биле Раде Шербеджија и слични, играле, доаѓале, кажувале, како е добро организирано, платено. Се држат русите со америчка сцена, мислиш? Da. Mi nešto nismo bili otvoreni u posljednjih decenija prema ruskoj kinematografiji, pa ne znamo. Točno. Oni su onako rame uz rame sa Hollywoodom, samo što je jedan plus dajem istoku, odnosno Rusiji, zato što su njihovi sadržaji
ono što nas zanima, to su sadržaj duše. Ne Transformersi, Batmani i ostalo, nego stvari koje govore o životu, o ljubavi, o otadžbini. Tako da, zato im daje malu prednost, jer se bave pravim temama, bave se čovekom. Го глумеше Никола Тесла, што предпоставувам за Србине голема чест да ти ја дадат улогата на Тесла. Да. Плюс и подославе баја ги тогаш, така? 13 килограма. Што диета беше? Мора да си бил на режим некој. Да. Krenuo sam da vežbam, pa sam smanjio obroke, pa sam smanjio masti. Koliko kalorija na dan stavаше? Ne znam, sve su mi prepisivali drugo to. Ja sam završio na kraju na Svetoj gori na Hilandaru, gde sam samo pio vodu i jeo koricu hleba. I malko sunce. Tako je. I Bogu se molio i kad sam se vratio svi su se prestravili. Da mi je čak i reditelj rekao, pa šta ti je čovječe, si toliko smršao? Pa ne trebaše do toliko. Pa igram Teslu. O Bože, oprosti. Tako da Тесла, ali to je фасцинантен лик, да, тоа се. Беше во Њујорк и беше баш во хотелов каде што живеел Тесла. Jeste. Ovo se mi šalimo oko ove kilaže, zato što je ljudima to atraktivno, ali tamo nešto... Čekaj, to je како muzej сега или не? Сакам да кажам, како експонат. Знаš šta je to? Mi smo bili, Jelena i ja smo bili na otvaranju biste Nikoli Tesli u hotelu New Yorker. U New Yorku. To je hotel u kome Tesla živeo i radio i umro posljednjih godina svog života. I znaš šta je mnogo neobično? To je hotel koji je i dalje funkcionalan, ali taj sprat na kome je Tesla živeo je kao neki mali muzejski deo. Tak. Mnogo je neobično što kada smo ušli u tu sobu, ta soba je bila, evo, veličina ovog podijuma. Ne studija, podijuma. Zamisli takva genijalnost da stane u takvu jednu sobu. Tu sam se baš onako smrzao i zapitao se oko svojih apetita, Сам сам мислите tako и гулабите од време на време. Tako je. Фантастично, фантастично. Види, To je baš bilo divno. Па верувам, одлично. Вистина ли е дека на свадбата со Јелена имавте, како му доаѓа тоа, папараци до толку многу што баш буквално дошло момент каде што сте требале да бегате, да се криете. Na konji da se kačete. Jelena i ja smo dugo bili u tajnoj vezi, zato što smo imali, kad smo bili momak i devojka, onako jedno baš loše iskustvo na temu paparaca, pritiska medija i ostalo. Čekaj, koliko dolgo krijevte? Uspešno zborom, bez da zna. Pa blizu 6 meseci. Mašala. Da, blizu 6 meseci, da niko ni znao, ni roditelji. I bez šale, to smo uspešno krili zato što smo se, i kad smo se rastali bili zbog medija. I u jednom danu se saznalo da je svadba i novinari su potpuno onako se razgoreli svi. Mi nismo želeli da ih pustimo na naše veselje, zato što smo imali mnogo prijatelja iz javnog života. A ljudi iz javnog života inače nemaju uvek priliku da se opuste i ne mogu u svakom restoranu, u svakom klubu da se potpuno opuste. To je jedna od mana pozicije javne ličnosti i sam znaš. I onda smo mi se zatvorili u jedan sjajni restoran. Novinari su ostali ispred, vrlo ljuti. Ali znaš kako je izgledalo? Prvih 20 minuta svi su sedeli sa divnim kravatama, odelima, frizure, minđuše. Kada su vidjeli da nema novinara, to se samo ovako raskopčalo, izulo, počelo se pije i to je bila žurka o kojoj se priča i dan danas. I dan danas, da. Posle su nas malo pratili do hotela kolima, ali nisu imali sreće. Koji ti dade poklon najdrag što ti je? Na svadbi? Da. Мислам, сите ти се драги нормално, ама некој некаш посебно ти е интересен, различен од другите. Bože, pa sećam se Vuk Kostić, to je moj kolega glumac, mi je pevao na svadbi. A on uopšte ne zna da peva. Ali je to bilo toliko od srca da je sve za sebe. Ja тој поклон на сите им го дам. На секоја свадба. Види, не може да те пуштиме без нешто да испееме. Нормално, таков е редот. Што можеме? Пукни Зоро. Знаеш да sam to pevao. Нешто така? To mnogo volim da pevam. Може тоа да го испееме. Океј, ќе ни треба помош за тоа. Ајде, Пукни Зоро и да ја пеем. Еве ги Иле и Војче од група Маестро, нашите пријатели.
čuješ mila moga konja kas? Da li čuješ sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona, zvone, zora sviće, vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli, bele grudi da joj zagrli. Ivan Bosničić, grupa Maestro. Ivane, gudniče čajčinja, vitaminka Apple za Ivan Bosničić. Много убава емисија. Многу убава. Ке си ја завршиме на уште поубав начин, со уште поубава девојка, Ана Зафирова, мојата драга. Ана Зафирова сите ја знаеме од многу проекти, телевизиски, медиумски, сето тоа. А ми е чест што заедно соработуваме на еден проект сега. Значи, еден маркетинг агенцијата и Ана, меѓу други луѓе кои што работат секако, организираме една фина акција Feed Your Brain. Сега, бидејќи ти доста повеќе знаеш од мене, кажи ни во кратки црти. Оставим барем малку простор да ти кажам. Нели? Фала Да, почнав онака. Да, ме нападна. Благодарам бидејќи сум дел од ова шоу, затоа што рейтинзите кои што ги имате покажуваат за неговото влијание и покажуваат колку е значајно во животот на младиот човек. Еднакво како она што го работиме заедно, односно проектот Feed Your Brain, да храни го својот ум, или биде најдобрата верзија од себе, која што го реализираме, заедно во рамки на иницијативата Мрдни со прст, потпишана е на еден маркетинг агенцијата. Мислам дека правиме многу добра работа со она што веќе го движиме повеќе од месец и пол на 5 универзитети во нашата земја. Како говорници имаме истакнати јавни личности кои што преку своите животни приказни и искуството со кои што се стекнале во рамки на одењето на тој нивни професионален и личен пат, покажуваат дека не е така едноставно да станеш успешен од една страна, од друга страна пак дека задоволството е поголемо кога веќе зад себе имаш 15, 20, 30 годишен минат труд и вака одважно застануваш пред повеќе од 500 студенти и ја споделуваш својата приказна и тие имаат сериозно наравучение кое што можеш да Лично тебе што ти оставија впечаток, бидејќи листа се стварно гостите што до сега имаа свој говори, ама лично тебе пар неколку што ти онака кеф што ти. Ако бидам искрена, мислам дека нескромно ќе звучи, ама без исклучок имавме стварно фантастичен избор на гости, говорници. Трендот зборуваше за значењето на интегритетот на секоја личност, односно она за што треба да се бориме на нашиот професионален пат и да си го заштитиме по секој основ интегритетот, зашто тоа е единствената вредност која што ја носиме до крајот на животот. Жан Митрев сподели една фантастична информација која што веројатно ќе биде шокантна за вашите гледачи, а тоа е дека 214 пати погледнуваме дневно во нашиот телефон. Ужас. И вистински сме робови. Тоа нека се случува инстинктивно, нека трае една секунда, тоа се 214 секунди, а не е толку. Говорот на докторот беше баш така, околу заднината на тоа што не мотивира. Да, и оно што беше многу интересно... Психолошки, онака. Да, и оно што беше многу интересно во неговиот говор, а мене ми остави силен впечаток е дека мотивацијата или само мотивацијата е клучна за секој од нас, а дека платата како краен продукт од процесот, да речеме, мотивација, трае само 2 месеци. Да, многу јако беше. Значи, како да се одржи таа само мотивација во рамки на
нашиот живот во рамки на работењето, или пак Бранко Огњановски кој што не поттикна да пробаме се во животот. Па и да отпатуваме во странство, затоа што секој е богатство, секој искуство е богатство со кое што се носиме. Саша Самарџиевски беше многу интересен во неговото обраќање затоа што зборуваше за значењето на тимот и дека Сашко е тимот генералниот директор на Прилепска пивара за тие што не знаат. да, зборуваше дека е многу значајно да се негува тимот и затоа што во ниту една компанија не постои one man show. Односно секоја компанија почива на тимот кој што во кој што се инвестира и се например, гради. тука, знаеш, сите мислат дека Ѓоко све прави, ама не е Ѓоко се. Например. Знаеш, не, нешто подработувам и јас, например. Лила Филиповска, Кики Ивановска, нашиот топ модел. Нина Ангеловска од Нина Групер Ангеловска зборуваше беше фантастично одлична. колку е значаен тајм менеджментот за стигнеме се да завршиме во текот на денот. Јас стварно ако се обидам да се навратам без исклучок од секој говор имаме значајна поента на која што можат нашите гледачи да се навратат ако го следат каналот на Мрдни со прст, бидејќи таму ги имаме лајв говорите. Токму Така, на Facebook Мрдни со прст, таму може и да гледаат кој е следен настан да се информираат и да си ги видат видеата сите од претходниве настани и говорите нели на овие што ги спомнавме и на Жане Лупеска и на Висар Вишка и така натаму и така натаму. Долг е Одлични. списокот, Да, точно. баш така, баш така. Одлично, во тој случај ете апел од Ана, Instagram, Facebook, Мрдни со прст. Гледајте си видеа, мотивирајте се, следете на каде одиме следно. 15 мај на Електротехничкиот факултет не го откриваме списокот на говорници затоа што мислам дека неизвестноста е супер тригер кој што може да биде причина повеќе да не следат онома каде што спомена. Адресите се тие веќе познати. Така, 15 мај сме каде? Електротехнички факултет. Електротехнички, добро, готово, договорено. Потоа ќе има и следен на 22. Има одиме Струмица Одлично. и караван од Пера. Има. Значи, и благодариме на Ана. Следете не, Мрдни со прст и мрднете со прст. На срцу ми лежи една стара рана која неќе и не дара нигде, па се срце пита моје, без нje живети. Како ли е, како ли е, па се срце пита моје, без nje živeti. Kako li je, kako li je. Idi, idi, nesanice, da ne